Втората, како што кажав, е непријатна работа. За денес беше поканета да дојде јавната обвинителка Катица Јанева, бидејќи ќе се разгледуваше извештај кој беше донесен од незина страна. Јавните членовите на Советот и сите заклучивме дека е нужно нејзино присуство, бидејќи има доста нејасноти и ги интересира одредени проблеми кои се наведени во тој извештај, и од тие причини извештајот ќе биде разгледуван среда во 11 часот и повторно ја покануваме обвинителката, која и овој пат покажа непочитување спрема Советот на јавни обвинители, како и претходно кога ги запираше јавните обвинители да дават свечена изјава. Ова е неколку пати му се повторува и се надевам дека среда ќе биде присутна и ќе може да ни одговори на прашањата. Тоа е нејзина должност. Како што знаете, Советот на јавните обвинители е орган пред кој таа одговара за нејзиното стручно и законито постапување. Благодарам. Дали е законска обврска да дојде, бидејќи од специјалното обвинителство денеска, значи претходно став беше на Советот на јавни обвинители, кога ќе се презентираат годишните извештаи на висшите јавни обвинителства и на основните, сите да бидат присутни. И во иднина, значи уште од лани е тоа, не е сега ново, да бидат присутни. Не можеме да ги донесеме насила, меѓутоа да не испадне после да донесеме заклучи да рече не се точни или слично. Повелете. Има многу нејасноти и многу детали треба да ни извести не само мене, туку и членовите. Секој од нив има по неколку прашања. Ви благодарам, ќе разгледуваме. Фала ви. Господин Аневски бил повикуван бидејќи тоа е до сега. Зврлевски беше повикан? Денес беше, меѓутоа неговиот извештај кога се разгледува се повикува и е присутен до сега. Секогаш? Секогаш. Во Совет. Доаѓале кога се разгледувале нивните? Гледаме специфичен извештај сега. Тој е специфичен и мора да биде тука. За среда ја чекаме да дојде. Кои неправилности Благодарам. ги утврдивте што сакате да ја прашате? Ќе кажеме среда. А за Мажар Телеком предметот може да кажете зошто не сте го доставила?